Благодарам. На почетокот морам да констатирам дека конечно Европскиот фронт има и нешто европско во неговото однесување, а тоа е што од толку јунаци во Европскиот фронт или поточно во ДУИ, единствено Арбана и колешката Рина се тие кои што се најгласни во нивните редови. Па така колешката Арбана Пашоли му порача на министерот Тошковски дека тој ќе бил пример како не треба да се постапува. Се прашувам, колешке, дали истово прашање му го поставивте на Артан Груби, кога во неговиот кабинет организираше спортски настани и роденденски забави. Колешке Пашоли, МВР има 70 осомничени од несреќата во Кочани. Тие 80 осомничени се по налог на јавниот обвинител Љупчо Коцевски, за кој што вие гласавте минатата година. И велите, несреќата е резултат на корупција и на нефункционалност. Токму вашето владење ја достигна кулминацијата на корупцијата и криминалот во оваа држава. Немојте да бидете контрадикторни. И сега, на вторава интерпелација, токму вие се ставате на страната на оние кои што ја поднесуваат, а тоа се колегите од левица, кои што, ако добро се сеќавате, за вас албанците напати имаат кажано дека сте племе. Или друга контрадикторност. Ве прашувам, дали кога се работи за одбрана на криминалот во вашите редови, тогаш може да станете и сојузници со левица и тогаш не важи етничката припадност. И конечно, уште една контрадикторност која што ми падна во очи, бидејќи само што помина рокот законски од првата интерпелација која што вие поднесовте, се поднесе вторава интерпелација и токму вие ја поддржувате оваа во која што 6-та и 7-та точка тотално противречат за тоа дека министерот Панче Тошковски настапува по етничка селективност и не знам како. Значи, тотално контрадикторни, тотално сте во хаос, а знам дека најголема кај вас е паниката. Затоа што знаете дека Панче Тошковски нема да скрие ниту еден криминал. Панче Тошковски само што започна во расчистувањето на криминалите. И токму тој страф од вашите криминали е оној кој што ве обединува во моментов и вас, и левица, и колегите од СДСМ, а да не заборавиме дека немаше ваква реакција и вакви прашања од ваша страна, кога ни се случија Ласкарци, кога ни се случи Тетово пожарот, кога ни се случи сообраќајката со Бесатранс и конечно и оние 10.000 жртви од ковидот, прашање дали сите починаа затоа што требаше или затоа што и тука треба да се расчепка нечија вина.